Момина, денеска значи пак влегуваме во вода као и секој ден, ќе работаме претежно само со нозе. Да научиме добро да работаме со нозе и кој ќе тоа го знаеме, после ќе работаме и со раце. Сега за сега ништо повеќе него само работа со нозе. Јас ќе одредам, бидејќи сте прилично доста овде, не е голема ширина, ќе одредам од вас кој ќе застанет во првиот ред и ќе влезиме натре и крал ќе работате само со нозе, опружени нозе одавде од колена, да не се виткет него од колкови. Мора значи да пазите, да тропате ситно ова и под вода, не во воздух да тропате, него на самата површина здола, под површината. Знаете да пливате? Знаеме. Сигурно? Сигурно. Ајде да видам али знаеш да пливаш. Чекај вака. Добро, добро. Дојди вамо по скалево, излези. Ти знаеш? Знам. Ајде. Ајде. Добро, доста. Излези вамо. Ајде и ти. Добро, ајде, излези. Застани овде кај другите. Земи ја на даска и вамо. Земите по една даска и вамо, ајде. Ајде сега, вака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и овие 3, 15. Застаните онде сите 15 горе. Вамо, 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 вамо. Вамо. Застаните одма, рашири се на метар. Догоре, оди, догоре. Доста. Доста, заврти се према тамо. Добро, рашири се, рашири се, рашири се. Секоја од вас нека ја фрли даската едно 3 метра, искокни во вода на нозе, фати ја даската и работа со нозе краул. Ајде. Фати ја, чекај, чекај, чекај. Чекај, фати ја даската, фати ја даската. Чекај, чекај, чекај. Рашири се, гледај напред, пред себе. Ајде, почни. Почни. Тропај со нозете, тропај. Опружени нозе. Тропај, тропај. Вака веќе повеќе од еден месец започнуваат часовите во пливачкото училиште при клубот Охридски бранови во Охрид. Ова утро, кога снимавме емисијава, температурата не беше поголема од 24 степени, а околу се уште недооформеното пливалиште имаше повеќе од 100 пионери и пионерки. Ете, можеби со овој податок може и најдобро да се илустрира работната атмосфера во пливачиот клуб, кој најпосле се здоби и со пливалиште. Чудно, но вистинито, долго години охридските пливачи немаа свое пливалиште, но тоа веќе е минато. Тренерот Александар Радич и неговите пливачи се ги имаат сите можности за систематска секојдневна активност. Другар Радич, ве молам за еден момент. Молам. Објаснете ни за почетоците на вашата школа на пливачите или пливачите како сакате, која за прв пат оваа година се одржува во вашиот клуб. Ние касно почнавме годинава, бидејќи пливалишето го градевме, закаснавме, така имаше некои ствари, потешкоти и финансиски средства немавме и така, но сето тоа јако касно ние го решивме и со вака помош на армијата, која треба многу да благодариме, го изградивме за околу 10 дена ова пливалиште и веднаш потоа почнавме, макар да интерес владееше и пред тоа, децата доаѓаа секој ден, но ние ги одбивавме затоа што знаевме без пливалиште не може да се работи. Колку моментално учат пливање кај вас?
пионери од Охрид? Па имаме околу 200 пионери, али секој ден доваѓаат нови, просто мало ни е едно пливалиште, треба уште едно да изградиме. Значи ли тоа дека после 4-5 години можеме да очекуваме од Охрид и нови имиња и нови рекордери во југословенски размери? Видите, јас се надевам дека после 4-5 години ние квалитетот многу ќе го подобриме, но за југословенски размери без зимски базен не е возможно да се изградат пливачи. Можете да продолжите со вашиот тренинг, а јас ќе искористам можноста да поразговарам со некои од пионерите кои натрпеливо очекуваат да се впуштат во водите на новото пливалиште. Кој е најмлад овде од вас? Како се викаш? Стојче на филм. Ај према камерата малку, заврати се. Кој оделение си? Трето за четврто. Колку години имаш вече? 10 години. Кога прв пат влезе во водите на езерото? Кога почна да пливаш прв пат? Езерото влегов од 6 години. Што имаш научено сега овде во пливалиштето? Овде во пливалиштето имам научено да ги движам посилно нозете за да постигнем нешто. Како се викаш те? Михаил Трендафилов, А и тебе вака да те види камерата. Колку години имаш? 12. И што имаш досега научено и ти овде? Јас досега имам научено да пливам краул, бетерфлај, прсно, леđа, Значи скоро сите стилови ги совлада. сите. А од која година пливаш? Од 6-та година. Знаеш некое светско име во пливање во Југославија? Во Југославија го знам Дики Бојаджи, Климе Савин, а И- светско име Абу Хеиф Зајтун. А значи ти повеќе ги познаваш маратонците, а од пливачите? Имаш доправа, млад си, се уште ќе научиш. Разговорот со младиот пливач, кој е за со време успел да ги научи сите стилови на пливањето, потсетува дека маратонското пливање подолго време беше во центарот на вниманието и активноста на дел од пливачките работници во Охрид. Утре овие надежни пливачи веројатно ќе знаат многу повеќе и за Шоландер и Шегартова отколку денес, но тоа и не е толку значајно. Охридски бранови се чини почнуваат од почетокот, а тоа е добро и тоа ги радува сите приврзеници на пливачкиот спорт од Охрид и нашата република. За активноста и проблемите на пливачкиот клуб Охридски бранови ќе разговараме со подпредседателот на клубот Перчо Василевски. Друга Василевски, одавна вака не се бранувало вашето пливалиште. Како оценувате ова почетна активност? Во прв план како најголем задатак ни беше изградбата на ова пливалиште, зашто управата со сите своји снаги се прегна кон една акција да преку сите општествено-политички организации и стопанските организации, мислам со нивна помош, да го изградиме овај објект како би можеле натаму да го развиваме овај пливачки спорт во Охрид, кој своевремено беше еден од првите водечите спортови во нашиот град. Како што гледате и самите, во тоа и успеавме. Пливалиштето е изградено, ни требаат уште малку средства. Со помош на сите фактори во градот, а во прв ред би рекол со помош на гарнизонот во Охрид, кој дозволи да едно оделение од нивниот гарнизон работи на пливалиштето, се изгради истото Во рекордно време во беше рекордно време, зашто командантот оправдано му даде на своите војници наградно отсуство од 7 дена. Како што видовте, имаме за цел да во прв план масовно го развиеме овај спорт. Затоа и организиравме школа за пливање, преку која сметаме да во текот нова сезона се обучат најмалку 300 до 400 мали деца пионири. Меѓутоа, капацитетот на пливалиштето не дозволува еден ваков голем број активно да работи. И капацитетот на пливалиштето и тренерските кадрови не ни дозволуваат да нон-стоп работиме така, али се надеваме дека за 1 до 2 години ќе створиме поарни услови да би можела оваа школа да успешно работи. И пливачите да постигнуваат подобри резултати. Но да се вратиме, ова е досега се перспектива да се вратиме на сегашно време.
престојат и републички првенства во пливање за пионери и сениори. Што очекувате од вашите пливачи? Се надеваме дека од овој масовен спорт што сега го развиваме, ќе излезат и врхунски пливачи, но составувањето на екипите за нашите републички првенства се надевам дека ќе биде за 2-3 години такво да можеме да покажеме некои поарни резултати. А конкретно што очекувате на годинашно републичко На првенство? годинашното републичко првенство најважно е за нас и за граѓаните на Охрид да екипата Охридски бранови комплетно се појави во сите состави, од пионерски екипи, младински и сениорски и ватерполо екипи да излезат на првенствата комплетирани. Во неколку состави се разбира. А после ова активност од пливачката школа, веројатно во идните години тоа нема да биде тешкотија. Нема да биде тешкотија и што е најважно, целиот град и граѓаните на Охрид се задоволни и со најголем интерес ги тераат своите деца, ги носат на пливалиштето И да би се веројатно го обучат. помагаат клубот. Го помагаат сите клубот. Ви благодарам на разговорот.